Граѓаните кои не се најдоа на конечната ранг листа на Министерството за транспорт и врски за доделување на социјални станови во Струмица, ќе имаат можност нивните документи повторно да се најдат на разгледување со цел можност за добивање на сопствен дом во социјалната зграда. Имено од Министерството за транспорт и врски велат дека наскоро ќе се формира стамбена комисија која ќе ги преразгледа документите на одбиените. Оттаму не прецизираат дали ќе се прифатат веќе поднесените документи или пак граѓаните ќе мора нови да вадат. Апликантите веќе 3 пати се изложуваат на трошоци за прибирање на документацијата. Од Министерството за транспорт и врски ги поништуваше огласите, а рокот на валидност на документите трае само 6 месеци. Од ресорното министерство даваа надеж дека 26 стана, кои се во моментов без собственици во социјалната зграда, за скоро време ќе се распределат. Чекале да поминат 30 денови за жалба и приговори на апликантите кои беа во прелиминарната листа за добивање на социјален стан. Во зградата во моментов има само 4 станови населени кои ги додели Министерството за труд и социјална политика на корисници од заводот Бања Банско кои беа опфатени со деинституционализацијата. Новите станари ќе бидат должни да плаќаат закупнина која ќе изнесува 15 динари од метар квадратен, за стан од 45 метри квадратни или околу 650 динари месечно. Се очекува новото отворање на повикот да биде поставено во годишните празници, а директорката на АД за стопанисување со стамбени деловен простор од Струмица Георгиева вели дека како институција нема директна вклученост во распределбата на становите. Целата постапка е централизирана, така што не се информирани ниту за понатамошните постапки на Министерството за транспорт и врски.